Неизмерната љубов која ви ја даваат милениците не може да се замени со ништо. Затоа нема да се покаете ако имате некое милениче во вашиот дом. Емисијата која секогаш ве забавува и едуцира околу одгледувањето на вашите миленици е Токму пријатели. Се надевам дека и овој пат ќе го задржиме вашето внимание. Гледајте не. Во денешното издание на емисијата Пријатели е гостен еден од најпознатите битолчани кој постојано ги засмејува луѓето пред малите екрани, но и они околу него. Тој е гостин по втор пат. Размислував што точно да кажам во најавата и сватив дека ќе ми треба многу време, па ќе оставам гостинот да зборува сам за себе. Главните улоги во денешното издание ќе ги имаат неговиот мачор Доријан и малото кученце Принцес. Здраво, кумбе, добро ни дојде уште еднаш. Здраво, добро ми дојдовте на гости. Прв пат ми идите на гости, инаку ја сум втор пат гостин. Така. Првиот пат беше во канцеларите на Dreamcast со моите хрчаци, еве сега во домашна атмосфера. Така, овој пат си гостин со Доријан и Принцес, претходно ни беше со хрчачињата. Да, тогаш чував хрча. Уствари, имам чувано многу миленичина, обично тие беа некои интересни и необични миленици, ели еве сум за прв пат со нормални миленичина. Нормални кои не се толку нормални. Да, нормални се по раса, а по карактер не. Ми беше кеф долго време да чувам кученце и планирав, навистина голем период планирав да почнам да чувам кученце, но ете случајно се погоди да го вдомам Доријан. Тоа беше Така да, раскажи ни многу мал маченце кој беше оставено пред мојата зграда, некој го имаше фрлено и 2-3 дена со ред слушав мјаукање надвор и се решив да слезам и да го побарам което маче што мјаука. Па ете, Доријан моментално веќе 10 месеци си живе среќно со мене, а пред една недела, 2 недели му се придружи Принцес, тоа е малечко пудличе што се надевам дека е чисто крвна барем за сега, но не ме интересираат искрено такви работи. Значи без разлика каква раса е, дали е мелес или не, како милениче е супер. Така, се надевам дека уште долго време ќе си бидете заедно сите тројца. Колку сега еве откако ги вдоми ти е подобро со нив отколку претходно кога беше сам? Па супер, мислам планот ми беше таков да живеам сам со миленичиња, затоа што сватив дека ете животните може да ти дарат многу поќе љубов отколку луѓето и се секогаш покрај тебе. Штета што сум долго време со обврски, долго време зафатен, често патувам надвор од земјата и навистина ми е криво што ете некош нема кој да ги чува или не можам да му се посветам целосно. Например, кога беше Доријан мал се погоди да имам турнеја во Америка и во Канада, така да мораше да го чува брат ми тука. Па го се вратив, не ми се допаѓаше како е Доријан васпитан. Али мислам дека поголемиот дел од времето и цело слободно време што го имам, му го посветувам барем за сега. Така, сметаш дека неговото хиперактивно однесување е резултат на тоа што живееше со брат ти или сепак ти си виновен? Да, сепак што живееше со брат ми. Па во тие, да речам, месеци кога растат, навистина треба многу да му се посвети внимание и на воспитување тогаш се работи, затоа што ако тогаш не го воспиташ, после мачето си е тврдоглаво или пак си е навикнато како тој период, така и натаму. Така да има некои, да речам, негативни навики кои валјда ги стекнало во тој период, но сега е тоа што е. Добро, памет за друг пат како што би рекле. Така, да. И воглавно е многу интересно маче, значи нема гостин да не дојди и да го прокоментира Доријан дека навистина стварно е интересно и не секој дневен мачор. И да ти кажам, навистина и популарен мачор е. Така, да има Инстаграм профил. Има свој Инстаграм и си има пријатели и луѓе и мачиња. Да, одговара на коментари, коментира на други. Дури се случило, например, да ме застанат непознати луѓе, да ме прашат дали јас го чувам мачорот Доријан, например го имат на Инстаграм мачорот Доријан, а ме немаат мене. И така да одпред една недела му се приклучи Принцес на профилот, така да сега не е веќе Доријан, туку Доријан и Принцес. Па се надевам дека
Да, сега веќе ќе стане популарна и си имаат своји пријатели, да, без да јас нема да му се мешам. А инаку Доријан е навистина интересен затоа што враќа коментари, коментира слики, клика лајкови и така. Така, имаш една необична комбинација на миленичиње, мачи и куче, нешто кое ретко кој би можел да издржи во таква атмосфера, а и се прилично хиперактивни едното и другото. Како се справуваш и ти, како што сами рече и многуте гости кои доаѓаат во твојот дом? Обично викат дека секогаш миленичето личи на газдата. И јас сум хиперактивен, па валјда мора и тие да бидат хиперактивни. Интересно е што и кучето и мачето ги зедов навистина многу мали. Кучето имаше само 40 дена, Доријан немаше ни 40 дена, значи беше околу месец мало кога го зедов. И карактерно уште тогаш беа темпераментни. Посебно кучето, кога одов да одберам куче од леглото, имаше две женски и едно машко. Едното машко и едното женско беа кремаста боја, крем боја, значи слична како Доријан, само ова беше црно. И се размислував дали да земам иста боја, ама си реков ќе ги грешам, нема да знам кој е кучето, кој е мачето, така да сакав да земам друга боја и го одбрав ова и жената која што ми го даде, значи ми кажа дека ова е најтемпераментно, исто значи се родени, а ова има најмногу заби, најмногу паткаше тогаш, другите се уште 20 движеа, така да јас самиот да речам свесно се решив за така потемпераментно милениче, пошто таков и Доријан се надевам дека ќе си бидат супер друштво заедно. Така, човек си кој што многу работи, нели си имаш своји ангажмани во Солза и Смеја, исто така и приватни проекти, а живееш сам, освен со нив немаш никој друг. Како успеваш да се справиш со тоа? Нели се сами дома, колку ти прават проблеми, колку им треба нега? Па, откако го зедов кучето се советував со многу луѓе што имаат чувано кучиња, а и општо со луѓе што чуваат повеќе од едно милениче. И посебно луѓето што чуваат куче ми кажа дека пред се, за да овие неколку 2-3 месеци мора да имам големо трпение, нели ке кака дома, ке мочка дома, сето мора да се научи, ке се разбудва на секој сат, ке цивка. И како мало дете. Така, баш. И тоа ми беше од една страна предизвик, а од друга страна ми е пекол, искрено да признам. Ама се привикнувам, така, се привикнувам и јас, се привикнуваат и тие, веќе се научија сами додека ме нема. Значи некогаш се случува да заглавам по 5-6 сати. И повеќе. Така, и повеќе. Тие си ја знаат рутината, значи јадење си имаат, вратата секогаш му е отворена, си вршат нужда веќе на балконот, кога не сум дома. Пополека го учам и кучето да оди надвор по потреба, така да се надевам дека уште сум на старт, мене тоа ми изгледа за цела вечност, али уште месец-два ќе се маткаме со. Така, тоа се сладки маки, нели, сепак не може да се спореди со љубовта која даваат тие за возврат. Така, токму тоа сакав да те прашам, веќе си имаат своји навики, колку толку и малата принцес допрва ќе биде како Доријан, ќе знае да прави се сама без твоја помош. Во однос на храна, со што ги храниш? Дали имаат некои посебни барања? Имаат посебни барања и обично тие барања се секогаш тоа што не треба. Доријан е љубител на благо многу и секогаш криеме од него се што е благо. Исто така, например, не сака да јади неговата храна, без разлика каква храна е, дали да речеме поквалитетна храна или поевтина храна, воопшто секогаш имам проблеми, значи секогаш сака да изеди виршла или паштета нешто, или обично ориз, компир, работи што не се својствени за мачот, колку да се јади храната, например. И навистина интересно беше кога ја зедов принцес, ми кажа дека треба да јади покашеската храна, пошто се уште е мала. Так. И земав некоја баш таква кучешка джуниор храна и испадна уште од првиот ден принцес да јади храната на Доријана, Доријан на принцес и ги смерае чиниите. И на крај се решив едниот и другиот да ги ранам со
со кучешка храна, така да се сјадат од едно пајнче, двата јадат кучешка, така да се надевам за брзо Доријан ќе стане едно добро куче, а принцес ќе стане една добра мачка. Така и ќе се дружат, нема да се тепат како досега. И многу луѓе ме опоменија и ми кажаа, пази се, од моментот кога двата ќе направат пакт против тебе. Да, ќе се здружат против тебе. Ми спомна пред снимањето дека често ги наоѓаш во борбени акции. Да. Какви последици има од тоа? На почетокот Доријан беше навистина уплашен и збунет, сепак му влегува ново страно тело на негова територија и реагираше, да речам, агресивно, му грчеше на мачката, ја напаѓаше. Тоа траеше негде околу 4-5 дена, после тоа почна тој да се плаши од принцес да биде поактивна низ дома, веќе го сознаваше просторо, почна да шета, да ги учи, да речам, сите ќошеви во станот. Па сега се, да речам, негде тука измеѓу. Која или ќе го начекам Доријан кај што има неја нападнато и ја дави, или обратно, али мислам дека тоа сепак е нивна игра, затоа што доса никој нема најдено повреден за среќа и мислам дека и тие напади во иднина ќе се намалат и ќе си живеат заедно баш. Така, принцеси ја носиш и дури по гости кога одиш? И Доријан исто така. И Доријан, да. Дури беше мал, сакаш знаев да изненадам со него на роден ден некаде или на гости. Сега принцес е таа на која му треба повеќе внимание, Доријан веќе е самостален, може и сам да седи дома. Дали е љубоморен на тоа што луѓето повеќе уште да го научам да ми го исклучва бойлерот на пример, така па и нема да имам воопшто мака од Доријан. Така. Дали е Доријан љубоморен на тоа што луѓето повеќе обрнуваат внимание на принцеса? Па на почетокот дали секогаш му алудирам на луѓето дека да пазат, да прават рамнотежа. На неговите чувства. Да, така да обично ако дојдат два тројца на гости, секогаш го терам едној да игра со принцес, другиот со Доријан, така да не ги делам воопшто. Нашиот маркет се затвара за 10 минути. Ви благодариме за довербата. Господинот Митрески да се јави на каса број 3. Повторно влегле кучиња поради овие фрутис. Доаѓам. За Фрутис, кучињата би направиле се. Сакате ли милениче? Живеете ли во урбана средина? Или го чувате вашиот миленик дома? Сите ние ги сакаме животните, а тие имаат само една потреба да одат кај најдобрите. 5 шопови пријатели во Битола, кај поштата и во новиот пазар на вториот кат. Ние ги сакаме животните и доаѓаме во пријатели. Доријан пред некоја недела и го кастрираше. Да. Како се одлучи на таков чекор и дали сметаш дека ја направи вистинската одлука сега кога веќе гледаш како се однесува? Ти кажам искрено, се размислував многу време, дури не спиев ради тоа. Затоа што според мене не сум јас тој што треба да одлучи дали Доријан треба да биде кастриран или не, мислам не сум јас некаков си бог да му одземам или да му дадам нешто и ми беше тешко околу тоа, со многу, да речем, консултации со луѓе што чуваат дома мачки, посебно во стан, сите ми велеа дека мора да биде кастриран затоа што има и опасност да скокне од балкон. Имав и неколку други случаи така на пријатели каде што мачките му рипнаа од балкон баш кога е сезоната за парење. И така, баш ради тоа се пазев и чекав до последно, до месец јануари и веќе немаше каде. Доријан стана многу агресивен, почна да напаѓа, почна да бележува дома територија и се решив морав да го кастрирам. Така, сега е веќе подобар, посмирен се, надевам, барем во поглед на скокот на балкони. Мисля дека ќе биде помирен, се уште е ист, али валјда треба одреден период додека да му се изгуби цел тој тестостерон од организмот, валјда треба да помине еден месец кај што ќе биде сосема чист и нема да ги има, да речем, тие нагони. Ама сепак има промена во неговото однесување, малку е помирен, посталожен. Сега многу поќе јади.
ама мислам дека тоа е нормално. Добро да сепак. Да. И с колку повеќе расти би требало да се зголемува количеството. Дали си имал некои други здравствени проблеми кога се работи за Дориан? Принцеса е премногу мала, но Дориан сепак го имаш 10 Па месеци. Дориан, уште како од кога го зедов како маче што најдено на улица имаше премногу болки и не смев да го капам затоа што беше премногу мал. И маче. Така, и маче, пробав со пудри, пробав со ампула, повторно имаше и еден ден се решив го искапив и од тогаш нема. Моментално си има и ремче против болфи, значи за заштита од болви. И така да често го проверувам. Тоа е тоа, секогаш си прима апче против такви цревни паразити, глисти и Веќе ги примал вакцини, предпоставувам се. Да, така, и пошто прв пат ми е да чувам мачка, до сега, тоест втор пат, али првиот пат беше многу кратко и ја зедов многу возрастна мачката, плюс беше сиамска, така да тие се малци поагресивни и тешко се свикнуваат на нов собственик кога се повозрастни, така немав некој добро искуство. Али со Дориан е супер, баш е супер. Ме зачуди прво неговата хигиена и чистота, мачките стварно навистина се многу чисти. И Дориан е 2 пати искапен во овие 10 месеци кога го зедов и стварно мириса на бебе. За разлика од принцес, таа е сепак куче и плюс пудлица, да, има многу густо и рунтаво влакно, така да се лепи на неа и мора почесто да се капи. Колку очекуваш да порасне, бидејќи нели сепак многу малечка сега за сега? Малечка. Ми рекоа дека е со мал раст, сепак многу не се разбирам, јас сум почетник. Ете, во чување на кучиња и мачиња. Се надевам дека ќе биде со низок раст, ќе биде малечка баш за во стан. Но и да порасне малку поголема од колку што очекувам, нема да ми смета, мислам, сепак нема да го сменам мислењето и да ја подарам некаде. Мислам дека има доволно место во станот и да биде поголемка. Така, сега веќе Јас сум доволно голем, па ме бери во станот, така да ќе ја бери и неја. Сега веќе се смири, се измори од беснење и касање. Да, тоа му е дневна рутина на еден начин. Секогаш се буди, мора да јади, после мора да досадува, но период од сат и пол, после спие. И тоа се повторува во текот на денот. Колку што јас се образував овој некој период од како почнав да ја чувам, сватив дека како што ќе расти, му се менува и спиењето и јадењето. Значи, исто и одењето, значи, во ВЦ. Ако е месец, на секој сат му иде спиење, јадење, одење по потреба. На 2 месеци сето тоа се прави на 2 сати, така да само ги бројам месеците за да се намалат сатите. Така, ти си спремен родител. Чудно има период некаде од кај 3 сатот попладне до кај 7, тие 4 сати, двата легнуваат во исто време и спијат до 7 сати, двата се разбудуваат. Тогаш се тие моите 4 сати одмор, кај што сум навистина сам дома, без нив, одмарам, тие спијат и можам да си ги завршам сите обврски, да речем кујкни обврски низ домот, рајат без нив и после тоа тие се будат и продолжуваме со забавата. Така, во секојдневните лудори кои што ги имаш низ дома, дали има некоја несекојдневна случаја која особено би ја издвоил? Па несекојдневно. Во врска со Дориан се е несекојдневно, затоа што често знаеме да го начекаме, значи горе на корниза да оди по шипката или некогаш да се скрие, да заспие, пример внатре во креветот или во нечи, не знам, капот во ракавот или во капата или било каде. И сега во зимата падна од џамот, значи се лизна од прозорецот, падна, среќаш имаше многу снег и не сум на многу високо место, значи сум на втори спрат, така да падна во снегот и беше уплашен и премрзнат, се тресеше кога слегов да го земам. И мислам дека тоа му беше и него лекција. Добра лекција, да, од тогаш навистина пази кога ќе седи на прозорецот. А е многу голем љубител и сака да гледа надвор. Валјда е љубител на брзите коли, пошто само коли гледа. Добро, како и секоја мачка сака малку природа, сакат надвор, мислам тоа му е во природно нив да шетат надвор. Ние како луѓе сме ги припитомиле за да
домашни услови. И обично сака да гледа врапчиња, пилиња, надвор што се случува. Ама од моментот кога падна, мислам дека се пази. Значи гледали со порано сакаше малку и да виси, да дзирни, да шета полево подесно, сега не, значи. И тоа како се научи седи си гледа во едно место. Така. Доријан и Принцес се, како што кажавме, некое време во твојот дом, претходно си чувал и други миленичиња. Верувам дека ова ти е досега најдобриот период, нели сепак имаш миленичињата кои што даваат најмногу љубов? Па се разбира, мислам претходно сум чувал папагал, сум чувал се и се, што сум чувал желки, сум чувал хрчаци, сигурно хрчаците не можат да ти дадат повеќе љубов од така, од овие сум чувал краба, сум чувал ракчиња, риби, значи се што може да се чува дома, така експериментирано. И секогаш ми фалеа баш, да речам, најосновните домашни миленичиња, мачка и куче. Татко ми е љубител на кучиња, љубител на гулаби, чуваше гулаби, али никогаш не сакаше дома, значи мачка и куче дома не. И се решив кога ќе живеам сам, прво нешто што ќе направам, ќе чувам мачи и куче, па ми се оствари сонот. Така, имаш мачи и куче, односно атмосфера која верувам дека секој би ја посакал во својот дом, веќе имаш нели интересни моменти, друштво во секое време. Но дали случајно пошто се работи сепак за стан, дали имаш проблеми кога се работи за готвење, чистење во станот, колку успеваш да се справиш со домашните обврски покрај него? Па да, например, навистина знаат да сметат кога ќе готвам затоа што му мириса и готвиш често? Така, и да му е чинијата цела полна, сакат да пробат од тоа што се готви. Не секогаш смеам да му дам од тоа што се готви, затоа што некогаш има нешто што не смеат да го јадат или има некогаш нешто што пример не можам да му го дадам затоа што е жешко. Значи Доријан обично е, да речам, така пострвен во фамилијата, сака се секогаш да проба и да касни, али ако му даеш жешко, сигурно нема да го изеди, само ќе го тапка низ и после ќе го најдам низ целиот стан да е пастурено. Така да има периоди кога, значи, морам да ги затворам на 15 минути на балкон за да свршам некоја работа и после да се вратам дома. Или некогаш кога ќе има, например, гости што се плашат, имам навистина многу пријатели што се плашат од мачиње, ми беше чудно, но баш да тоа е природно кај некои луѓе. Доријан знае да биде затворен во другата соба и таму е навистина мирен, значи кога и да влезам на истото место спие. Кога е сам, да. Да, ако е затворен 5 сати ќе спие таму, тоа што во оваа субата не се дешава често. Така, значи кога сакаш да го казнеш за нешто, таму го бушташ во собата, си спие. Па не да речам казна, али ако е непожелен тука заради други личности, така и морам да го однесам таму и добро си го прифаќа тоа, значи си легне и спие. Така, мило ми е што, повторно ми беше гостин. Се надевам дека и понатаму ќе продолжиш да ги чуваш и Принцес и Доријан и ќе имате уште многу интересни моменти заедно. Ќе ми бидите кога ќе бидат поголеми, па ќе имаме уште повеќе за зборување, да. Можно е се надевам следниот пат да бидите гости на малите на Принцес. Така е. Ајде за крај уште една порака за сите оние кои се уште не се одлучиле за своје милениче, па дури и во стан. И секако зашто е добро да имаш нешто вакво во својот дом и да ти го разбавува животот? Па не би му кажал на луѓето што да одберат да чуваат, затоа што секој си има различен вкус и различни услови дома, али секогаш имаш, ако доволно силно сакаш да чуваш одредено животно, секогаш ќе најдеш и услови и време и простори се. Навистина е пример тешко за мене затоа што иако сум во стан, не е некој голем стан по квадратура, е мал и нема многу простор за да трчат, да шетат и се. Јас и тие се осеќаме некогаш како во кафес, ама си створивме една, да речем, симбиоза тројцата меѓу себе, така да се знае. Кога Доријан му се одмори, му се спие, Принцес си седи на другата страна, и обратно, кога јас пијам, обично знаат да ме тормозат, се дури не се развикам и тоа се седат мирни двата. Така да речем се разбираме сакаш на полесниот начин. Така. Се гледаме нареден пат кога ќе имаме уште повеќе за зборување. Дотогаш уживајте заедно со Доријан и Принцес. Фала што ми бевте гост. Фала и тебе.
беше се за денешното издание на емисијата, пријатели. Се надевам го задржавме вашето внимание, па ќе не гледате повторно на истото место во истото време. Чао, чао!